Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Вечерва ќе имаме тема, разговор за исхраната и правилна исхрана. Кај мене во студио, веќе во студиото е Стојановиќ Миодраг. Мики, добро вечер, добре дојде повторно овде во студио. Добро вечер, Јанко, благодарам за поканата и овие топли моменти, луѓето да ги освежиме малце со нови информации што се случува во светот на нутриционизмот и да им помогнеме, нели, да не бидеме стереотипни. Едва и чекам затоа што прво овој пат не доаѓаш како представник на Продимет, туку доаѓаш како представник на Провита Еду, тоа е нутриционистичко здружение од повеќе нутриционисти кои веќе почувствувавте дека во земјава е потребна една добра едукација. Морам да признам дека навистина ми треба и мене помош, бидејќи ја лично сум инволвиран, ти тоа добро го знаеш, ме следиш со години со моите проблеми. Но и покрај моите сознанија, верувај дека навистина имам проблем кој ќе се соочам јас, деца, пријатели. Почнува еден интересен процес да веќе стануваме, се губиме што е добро за нас, што не. Кажи ми, Провита Еду, која е целта на ова здружение и што во иднина од вашите колеги кои ќе бидат гости овде ќе можеме да разговараме теми? Значи, добро поставено прашање, доста интересантно. Значи, ние како магистри нутриционисти, едуцирани за проблематиката од областа на здравата исхрана, почувствувавме потреба да се здружиме за да дадеме своја позитивна конотација и на нутриционизмот и да се води подобро повеќе грижа за исхраната, посебно на децата од школска, претшколска возраст, како и на возрастните. Значи, еден од поголемите проблеми што се јавува секојдневно, на кој што апелот на родителите е све погласен, дека исхраната, и тоест храната што имаат децата во школска, претшколска возраст, се сведува на неколку видови храна, значи станува збор за еднолична храна, која храна ги нема оние нутритивни својства, тоест нутритивни вредности, за кои детето би можело правилно да се развива. Се ние пратејќи ги тие трендови, чувствувајќи одговорност, бидејќи сега сме ние професионалци, нели, нутриционисти, го формиравме здружението од 5 нутриционисти, ги поздравувам нормално колегите, председателката наша Везира Старова и подпредседателот Сашко Дрвошански и останати, да не ги набројувам, да не биде поздрав тато, мамо. И ние веќе имавме контакти со Министерство за образование. Значи, таму се постави теза, ние едноставно прашање поставивме во кој смер ќе се движиме. Заради тоа што ако вие не го слушате гласот на родителите, зашто одредени родители вика да, ние во домашни услови се трудиме да исхраната биде квалитетна, плаќаме повеќе, да тоа биде со добри нутритивни својства храната, да изобилува со витамини, минерали, макро и микронутриенси, со тоа што моето дете добро ќе се развива. Меѓутоа, детето е 8 часа во училиште. За време на тие 8 часа, тој оброците што ги добива тоа дете, не се такви како што би требало да бидат за правилен развој. Дури и поставивме конкретни прашања, нели, економските оператори кои се бават со храна, веднаш ќе ви кажат да, знаете, тоа вас ви е лесно да кажете, меѓутоа ние со сумата што одвојуваат родителите за тоа, тешко го постигнуваме она ниво. Јас поставив едно многу едноставно прашање на кое не добив одговор, бидејќи стручните служби во Министерството треба повеќе да се позабават со тој, навистина постава така. Јас поставив едно прашање, дали ми кажувате дека вие кило тиква во сезона кој изобилува со нутриенти, витамини, минерали, макро, микронутриенти, све потребно што е за правилен развој на детето, чини 10 денари, 1 килограм. Едно дете не може да набра килограм тиква да изеде. После имате тука спањак, после имате зелка, значи ние изобилуваме се уште со здрава храна која треба да се приготви, нели? И тоа не изобилува. Многу е потешко ви еден круасан да направите. Тука имате брашно, тука имате маргарин, тука имате печење, струи и така натаму. Многу е потешко. А не изобилува со потребни нутриенти за правилен развој. И тука беше она шахмат или едно јаболко да му даете, нели? Или да му даете, не знам, приготвена храна или палента да направите, така натаму. Значи, ние сите знаеме, или во војска кога сме деле, омилено беше, да кажам условно, меѓутоа по процена на нутриционистите,
да имаме војнички грав, заради присуство на доста протеини таму и енергија што ќе даде, и да имаме она кељпире, па да имаме зелга, па да имаме вака, мака, нели? Некој го смислува тоа. Зато ние побаравме... Добро кажа, да. во ЈНА, Така, шала на страна, така е. некој седнал, го размислил, но ова што го правите, многу ме подсетува на Одисејата која имаше Джейми Оливер така, во Америка. Во Британија во Британија го прифатија, во Америка не сака да го прифатат. Значи, во Британија успеа, се наметна со својата популарност, се надевам дека вие ќе станете популарни и да ги убеди министерствата дека ова е скоро истата аргументација. Значи вика, не само аргументација, одговорност. Одговорност, вика, прженици, вика, дајте им нешто да им спремиме ово она. Значи иста е цената. И вкусот, нели? Значи проблем единствен што беше он е времето на спремање, бидејќи поздравата храна малку треба повеќе посветеност. Може да кажете зелка, еден казан зелка ќе направи, таа се вари, се ситни се вари, шо треба за зелка да направи, а омилено на децата, нели? Или да направи, они сега што им е поевтино едно друго обавеза, нели? Ја не кажам, компир нека направи, ма нека го послужат, нека го направат со оригано, нека го направат со некои си интересантни зачини. И многу битна работа. Бидејќи децава растат на бурек, растат тоа не е добро, на геврек, растат на круасани, мајонези и така натаму, тој им се чини брзо. Една многу битна работа. И многу битна работа. Значи, многу битна работа кој ќе понесе одговорноста. Значи, во Европа сега има еден тренд, било кој да дојде во Европа и да каже јас сум мајстор, вика дај ми сертификат кој ти каже дека си мајстор. Не може ти, јас знам, може да си експерт стварно, нели, за водот, за оно, ајде да видиме некоја диплома дали има, така и овде. Значи ние кои идеме да нешто викаме, окей, ние сме нутриционисти, бидејќи цела работа ја пратиме, исто како некој стилист. Тој ги прати сите модни трендови. И кога некој стилист ќе ви објасни тоа што е за секоја прилика, како треба да бидете облечени, значи ви имате доверба во него дека тој ги прати тие работи, на вистина ги знаете. Да направите комбинации. Идат на курсеви, идат на семинари. Не пратат, нели се менува модата, не можете вие модата што била 60 да биде сега. Така и овде. Има разни трендови. Значи и нутриционизмот си бара пратење, бидејќи има сега една нова номенклатура, се вика функционална храна. Значи долго време требало да се дефинира. Доста си брз и многу ми е драго. Да, бидејќи сакав да идам што се трендови. Добро, што е тоа функционална храна? Дали постојат трендови во исхраната и дали е тоа добро да постојат трендови? Како не? Зошто? Заради тоа што значи епидемиолозите пратат големи области. Например, во Африка вика има недостаток на тој и тој витамин, да не именува, значи витамин, дали Д витамин, С витамин и така натаму. Најчесто во светот јод недостасуван или па ние сота јодиран, па се јавува гушавост кога има железо. Има недостаток. Апсолутно. Сега се направени едни нано капсули кои може да се додадат во исхраната. Нано значи тоа е многу мали капсули во кои се бризгуваат С витамин, Д витамин или било кој, можете и вкус да ставите. Можете да го ставите фино лепо во било кој производ, дури во јогуртот можете да го ставите, во сок може да го ставите, тоа не се ни приметот, тоа се. Што со тоа? И така го збогатувате оној производ во тоа продлече што фали. Ако фали С витамин, каде што недостасува. Апсолутно, го додавате. И тој кога при конзумирање тие нема ни да осетат што конзумирате едно друго, само чувствувате епидемиолозите бидејќи ја пратат целата работа, гледат дека има подобрување. Нели знаеме и на времето кога се појавила скорбут, доека откриле дека С витаминот ја решава таа работа, многу луѓе отиша, нели? И сите тие работи треба некој да ги прати. Како што треба и еден добар адвокат или правник да ги прати сите измени во законот што се и да ги прилагодува фирмите и своето однесување според новите закони. Дали е тоа кривичен закон, дали е тоа облигациони и така натаму. А зошто се случуваат? Дали има влијание и следново? Едно е помодарство и тука не би зборел многу околу тоа, тоа е малце напната работа, но би зборел за една друга работа дека пред да дојдете во емисија, господин Стојановиќ проучува, вика, нутритивните вредности на доматот од 60-тите години, листата, до денеска се намалени за околу 40%. Значи, приказната дека не ти треба додаток, бидејќи ќе земеш домат, испаѓа дека ако порано ти требале 2 домата за да ги задоволиш, сега ти требаат 6 домати
за да ги задоволиш тие потреби што веќе е напор и тежина и неостварливо. Дали современиот начин ги барат овие што викаш нано такви пристапи и така натаму, бидејќи луѓе обично викаат не, чим не е природно, но нутритивната вредност веќе на земјата, на самата зелка и така натаму е намалена. Точно ли е ова? Значи испитувањата твои се одлични и така треба сите да постапуваат, нели? Да дојде до свое сознание, нели? За да знаеме ние дека имаме проблем. Точни се и сега што се случува? Мора кон исхраната се направи еден додаток на исхрана. Затоа имаме неизобилство. Ја, например, во моите истражувања сум увидел дека решито и кордицепсот можат да ги надополнат сите оние минерали, витамини, нутриенти што фалат во исхраната. Зашто? Бидејќи тие се култивират на едни посебно одредени површини, кои се третираат органски, се наоѓаат со стотици километри надвор од населени места, кај што се уште земјата не е загадена, нели? И кога вие ќе добиете еден таков производ, во традиционалната кинеска медицина се употребува долги години, значи зборам за 3-4 години, попишани стати што се наоѓаат во кинеските документи, дури и мокноста ствоја на решето, на Тианмен скверот ја поставиле на тотемот, каде што има три, вако на крилјата ги има оние Fortune Cloud или облачиња на среќата што се и решето е поставено на тоа место. До толку им е култно во нивната традиција, бидејќи тие утврдиле дека тоа им ја дава посебно, мог да се чувствуваат подобро, здраво, витално, енергија да добиваат, да можат некои си состојби да ги надминуваат, дали е тоа несоница, дали е да ги смири кога се при нервоза, дали кога имаат стрес, дали е енергија која им треба, па кордицепс за земја што 30% го зголемува кислород во организмот. Значи, ова се сосема природни работи, додатоци природни. И нема нуспојава, така е. Нема нуспојава и нема додатоци. Нема додатоци, 100% органски производ. Нормално тие, секоја држава кога ги увезува, така и ние, во Агенцијата за храна и ветеринарство, сем што ги носиме сертификатите, вршиме испитување во Републички завод за здравствена заштита и добиваме од агенцијата број, тоест број под кој се води тој производ како таков. И додека ние во таа форма и од тој производител го имаме, и нормално при секој увоз инспекторот зима и повторно се носи на испитување за следи. Истото го имавме и за маслото од хунза, за хунзите и исто изворедни работи. Пак доаѓаме до онаа филозофија, кај ние го изгубивме тоа, ние како народ го имавме, ние сакавме да станеме помодари. Имено, например, ги гледам Индија и денеска толку, али како овие, значи, немаат фармација, немаат лекари, во смисла, зборам генерално, не дека мора онда најде начин. Викам како се лечат генерално, кога разговарам со индици и со кинези и така натаму, со промена во исхраната. Така е. Добро. И тоа е неверојатно. Значи, што ти е тебе, ти утврдува, окей, ти малце поише кари ќе земеш, ти малце поише брокола ќе земеш, ти ќе земеш толку ова, и на тој начин преку правилната исхрана ти се лече. Значи, ние овде како не збориме, значи ние овде не збориме само да изгледаме добро во купачи за да имаме добри. И тоа само по себе ќе си дојде, нели? Тоа ќе си дојде како ефект. Овдека збориме за здравје. Бидејќи ако веќе влезеш во болница и мораш после да идеш на современа фармација, тоа е проблем, нели? Ги реши последиците, не причините. Ние сега сме дојдени тука да дискутираме како со здравата исхрана, ние да не дојдеме во таква состојба. Да луѓето бидат опуштени, заради тоа што, пак мора да нагласам, човечкиот организам е совршена креација. Тој е створен да ја преработува храната и да ги вади сите корисни состојки од исхраната. Точно се знае што е. Да се вратиме за децата. Ќе ве поддржам максимално во вашите, бидејќи до сега не сум видел дека некое здружение на интелектуалци и стручни лица се посветило на овој проблем како да се исхрануваат нашите деца во училиште, кои скоро 1/3 од времето го поминуваат и се храна. Другата третина е кај нас дома, чат пати ние грешиме као родители. Па нема кој ќе забнежа и тоа што... И третото е спиење. Така, мода да си го направи своето, нели? Чипсовите се рекламираат.
Што можеме да направиме така, тоа? не се рекламира брокула. Не се брокулата, таа е брокулата на пазар, ако знае некој тоа како зашо нема економски ефект за производителот. Кажете ми, дали имате некаков стратешки план? Ја ви стојам на располагање како емисија. Апсолутно. И какви притисоци, што можеме да направиме, дури еве што апелирате, како да им помогнеме на децата, прво деца да избегнат болести, да избегнат гојазност, да избегнат последиците од дебелината, или девојчиња што им се деформитети со огромни колкови, со огромни здебелени нозе, а млади девојчиња деформирани просто од нездрава исхрана. Значи и Светската здравствена организација води една иста таква кампања. Значи нашата председателка и подпредседател има веќе контакти со луѓето од УНИЦЕФ кои беа и текако заинтересирани да се спроведе таа програма. Меѓутоа, влеговме во еден процеп каде што се уште немаше делегирано кој ќе биде задолжен за таа работа, кои луѓе ќе бидат одговорни, кои луѓе ќе посветат внимание и кој тој што ќе го преземе, значи бремето да почне да решава еден комплексен проблем. Заради тоа што вие во училиште кога ќе отидете не можете веднаш да кажете не тој оператор, не тој оператор, кога сите се горе доле исти. Сите гледат да им искочи на крај ЕСАП-от, математиката, за да може он да заработи. А какви нутритивни вредности има таа храна, за тоа никој. Битно е само некој да не се отруе. Не е тоа во ред. Да, добро го кажавте ова. Нема да се отруе. Битно е да не се отруе. А што ќе јаде, како ќе јаде? Тој во светски размери и кај доста што се додатоци на исхрана, значи ние тврдиме дека нашиот производ е 100% органски и дека е само една состојка. Што значи една состојка? Дека е комплетно печурката, да имаме неколку форми, земена, иситнета, третирана, стерилизирана, спакувана. Нема додатоци. Можат ли тоа, например, деца да го конзумираат и така натаму? Вака сега. Што можеме на децата да им за дадеме? деца треба да бидеме внимателни, бидејќи главното делување на решите на кордицепс е подобрување на имунолошкиот систем. Секој што има здрав имунолошки систем нема проблеми. Нашиот организам секојдневно се судрува со милиарда бактерии, со вируси, со микроорганизми, со токсини, дали пиеме вода, дишеме воздух и така натаму, и успева да се избори. Зашто? Зашто има силен имунитет. Кога имаме ние силен имунитет, тој ги решава сите проблеми. Децата до 15 годишна возраст им се формира имунитетот. Ако вие додаете некој си имуностимулатор од надвор, организмот може тоа да го препозна дека е созрен доволно имунолошкиот систем и да престане да лачи хормони за стварање на тој имунолошки систем и зајочува. Затоа, деца кои немаат проблеми, деца кои имаат хронични проблеми, тогаш веќе може да се влезе како помошна терапија за да се надминат некои си состојби и така натаму. Зашто веќе сме сватили дека имунитетот не е добар, нели? А за останатите, кога начнавме да збориме како со дебелината, ја приметувам тука и овие податоци што ги извадив што се пред мене, дека луѓето постепено по иницирање на Светската здравствена организација почињаат добро да се едуцираат и да ја сваќаат потребата од здрава исхрана, физички активности што има, конзумирање на каква храна, нели имаш и мерење на калории. Меѓутоа, неколку си основни параметри. Добро едуцирана младина, дали е школска или претшколска возраст, имаш и некои клипови на интернет, дури толку свеста е подигат кај децата од Јапан, што конзумираат храна во чини кои се рециклираат. Зашто? За да го save the world. Нели, за да се помогнат загадувањето да не биде. Зашто вие ако јадете во пластички или ако ги миете чиниите, нели попотребувате сапуници па се загадуваат реките и така натаму. Значи до тоа ниво е подигната свеста. И они сами зимат, си ручат, се рециклираат вилјушките, лажиците за еднократна употреба и така натаму. Добар пример. Треба сите да бидеме традицијата. Например, ние изгубивме традицијата на убава здрава храна. Граф во петок беше нешто обавезно, едно од најздравите храни, протеини, што да не зборам. Леќата, значи граф и леќа мене ми беше у фамилија неделно обавезно, ама го губиме по лекато. Кај јапонците, види, таа традиција, например, јадење риба, свежа риба, суши, ги прави едни од телесни вежби.
телесни вежби и најмалку ќе видиш обесети таму и така натаму, се извинувам. Вистина, да, дебели луѓе. Дебели луѓе или зголемена тежина. Она што ја дојдов до податоци е дека зголемената понуда на ефтина храна доведе до тоа кај посиромашните слоеви, например, во западната цивилизација, не богат. Богат вика човек кој ќе го види што е слаб. Тој јаде зелен човек. Ама тој јаде кавијар, тој јаде здрава храна, избалансирана и така натаму изгледа добро. А вика, посиромашните, вика, тоа е една чудна работа. Посиромашниот кој бута леп, да речеме, генерално, на тести, на тесто, и добиваат поголема до изобличување. Нередовно јадење, значи битно е факт значи што спаѓа во едукацијата. Нели ние како нутриционисти прво треба да кажеме комбинациите што се добри. Исто како еден стилист што ќе ви каже тие кондори со тој каеш со таа машна и така на така и нутриционист ќе ви каже. Да, ќе јадете тоа. Јас неколку пати објаснувам, дури бев некојаш критикувам зашто кажувам дека овошјето се јаде пред оброк. Луѓето обавезно, нели, после оброк ќе го изеде. Заради тоа што овошјето побрзо ферментира и побрзо влегува во системот во дигестивниот систем и вие треба да го земете. Него му е потребно да јаболко да изедете 40 минути веќе тој во дигестивниот систем веќе е разложен, нели да зборам народски, нели да не употребувам. Не смеам да ја спомнувам, сопругата моја вака ги храни децата. Одма. Не знам по која идеја, дали е од традиција некоја или она се едуцирала на времето, но тоа било нормално, нели? Значи инсистира пред да се јаде, прво, не знам, диња, јаболка и сечи, много, касни. 40 минути, така сосема доволи сат време пред, али не е бит. Значи, велите дека така, за да не биде на крај, па зашто ќе изферментира, вие месото му треба 3 сати, а вие сте го ставиле овошјето на крај, нели? И што се случува? Вие добивате месо кое има 3, 4 или 5 часа, зависи кој вид на месо е, да се ферментира, тоа да се разложува во организмот, а вие одозгора се ставиле кој за 40 минути веќе разложен. И тоа што ќе скапи ќе ги прави надуеност, ќе се чувствувате лошо и така натаму. Водата исто се пие пред оброк. И тие се некои работи. Зашто? Заради тоа што вие кога ќе земете после оброк, ги разложувате ензимите. Ќе идеме сега у тие детали како да се храниме или ќе идеме први со статистики? Статистики најдобро. Океј. Ајде идеме со статистики. Ја имам овдека фотографии на компјутерот, ќе ми кажете што да ги... И вика кои се најдебелите држави на светот. Кеш има најмногу дебели. Тоа е тоа. Добро. И сега, што може да се види од тука, дека на број 1 се американците. Така. И они имаат објаснување. Джек Блекбурн, кој се уште професор на Харвардскиот универзитет, добил налог од американската влада да најде решение за две работи, за прекумерната дебелина и за диабетот. Значи, тие идат како брат и сестра. Тоа затоа што го оптеретува здравствениот систем. Абсолютно. Дебелиот човек е трошок и ризик. Така. И сега тој после далекосежни испитувања кои ги има вршено, една работа што ја приметил, ја забележал, ја нотирал дека луѓето што се дебели прво еднаш дневно јадат, немаат телесни активности и премногу го малтретираат организмот со грицкање. Значи он ќе седне, нема ќе стане од сабајле, да симулираме еден ден, ќе стане, ќе испие 2, 3, 5 кафиња, ќе испуши не знам колку цигари и ќе се освести, ќе му текне да јаде во 1 или 2 сат кога е исцрпен. Организмот доаѓа во една алфа состојба и тој количински не може да се измери колку ќе јаде. Што значи тоа алфа состојба? Алфа состојба е кога организмот не иде по редот на нешто како што треба. Да си добива редовно оброк, да си добива редовно вода и да добива сите оние потребни. Значи јадеш еднаш дневно, имаш чувство дека малку јадеш, а не слабеш. Така. Бидејќи зашто? Зашто организмот цела храна ја става во свој депоа. Што организмот не може да знае вие од која причина гладувате. Дали гладувате заради тоа што се наоѓате во џунгла или пустиња и нема да има храна и сега што се дошле до храна и викате слушате овде тоа е таа алфа имаме состојба. Имаме ситуација штеди. И сите се чувствуваат лошо, немат енергија, поспаност, све, нели? А не може да ослаби. Не може да ослаби. И зашто е тоа? И она грицкање, нели, малку, чипс, значи тие навики. Помеѓу оброците не треба да се грицка ништо, освен вода да се напие. И тоа 2 сати откако ќе го земе оброкот.
Значи, тие работи ние нутриционистите треба да го направиме. Океј. Правите И нутриционисти. зошто предпоставам дека во Соединетите Американски држави главниот виновник е чекај, заради логото мое, е брзата храна. Така. Може И ефтина е брзата храна, нели? Иначе имаше една анализа вршена каде што кажува дека едно четворчено семејство за $5 ќе се најаде. Но Нов Зеланд и Австралија исто така се меѓу најдебелите нации Така. во светот. Од истите причини? Апсолутно. Значи Нов и Зеланд. брзиот начин на живење. Нов Зеланд? Апсолутно. Заради тоа што видите брзиот начин, урбаниот човек веќе нема време да седне, да приготвува, да прави баш кај и што не знае. Нов Зеланд? Така е. Чекај, Иако е нов, разбирам, нели? мислев дека островска земја поинаку малку. Разбирам сето тоа, али урбаниот начин на живење го ствара тоа. Тој нема време да земе, тој трча на работа, успат што ќе земе хот-дог, ќе земе као ние успат бурек или симит ќе земе. Тој хот-дог ќе земе или ќе земе некој чипси. Изненадувачки податоци читам. Нели еве ги, тоа се тие, нели? Чешката република, Ето потоа дел е имаме Обединетите арапски емирати, да. Словачка, Норвешка, Канада, Така е. и сега веќе имаме Белгија, Германија и Унгарија, каде што, па еве, Германија е високо развиена. Побрз начин на живот, здравје. Да, али има и доста странци што се таму, нели? Кои доаѓаат таму и тие го збогатуваат, нели? Они имаат преку 8 милиона турци веќе, па имаат курди, па имаат сега вака, онака и тие не можат сите да си пружат. Сето тоа што втора работа е што е доста интересантна. А на што е турчинот ако не е на шербет и тулумба, па пак? Така. И така го. Ама прави баланс. Да, али скапе зеленчукот. Значи скапе зелен, тоа почна да го кажа. Едно четворчено семејство покажа дека ќе отидат, ќе јадат по еден Макдоналдс, кој по еден Но еве $1,5 интересна работа, за $6 ручек. Унгарија се најфит луѓе, а е земја каде што е традиција свинско, гулаш, вино и така натаму и така натаму. Зошто? Што е разликата помеѓу Соединетите Американски држави и Унгарија? Да, прво и основно едукацијата која имаат луѓето и по мене, нели, дека е се уште доста ефтин зеленчукот во овие подрачја. Така. И тој зеленчукот и овоше се уште има цена. Значи јас кажував анализите во Америка што се направи дека изузетно е скапо, он да земе кило, да кажам, пиперки таму ќе ги плати $4-5 или да земе да кажам јаболки или цреши да земе и органски, ако се цената само ќе иде нагоре. И веќе луѓето се ставени пред чин да морат да изберат дали ќе биде најаден или ќе биде здраво хранен. Тие што имат, што можат да одвојат пари за исхрана, ќе се хранат здраво и ќе водат внимание. Али доста луѓе кои доаѓаат, нели, и ние не знаеме кој држи, можеби горе во Вашингтон државата DC што е или во Њујорк, луѓето каде што се посвесни и значи, ова се попристапни. проценти, дека 33% да. во Америка се со прекумерна тежина, така а во Унгарија не дека ги нема, туку 18%. Така. Процентот е многу понизок. Добро? И што се случува? Значи, приготвувањето на храна веќе таму една груба анализа. Луѓето искачаат. Ние имаме една пријателка која отиде во Канада да работи. Јас вика не можев да го издржам ритмот од една проста причина. Јас се сабајле во 6:30 искачам од дома, зашто сум од 9 сат на работа и вечерта, зашто имам ланч тајм што им е 1 сат, од 1 до 2 ми е тој не ми се рачуна во работното време, значи јас работам 9 часа. Јас кога ќе се вратам дома од 9 А ланч тајмот не е во работно време? Не, надворото, еве ти го и јас кога се земи враќам, време, што али сакаш, ти да. 9 Што сати, твоја, така. работа И дур ти. се вратам, уште 2 сата ми се потребни дома, значи ја 2 пред тоа и 2 после тоа 4 и 9 сати, 13 сати не можам да го издржам тоа. Па барав работа поблиску да ми биде, па помалку платена само за да немам циркулација. Тој кој може да го испланира 12-13 сати отсуство од дома. После имаме проблеми со семејството, па недобро Па еве повеќето луѓе го имаат тој проблем. На работа сум, шо да јадам? Така. И тоа ќе го објасним. Да. Добро. Еве со статистиките ќе продолжиме друго. Да. Што ќе донесеме заклучок од ова? Нешто требаме да извадиме? Да. Дека Америка е држава каде што има една голема машинерија која се бави со производство на храна и добро рекламирана. Значи најрекламиран производ кој е? Макдоналдс, нели? Дури и во Русија каде што долги години имаше проблеми да влезе, навлезе на второ е Кока-кола, Пепси.
па да не зборам за сите оние производи кои доаѓаат како што се Кимбургер, Биг Мек и така натаму. И вие кога имате една таква индустрија која што запослува многу луѓе, исто како војната индустрија, многу луѓе запослуваат, буџетот се полни со тие пари, тие одат според математиките, тој никош нема да го сопре тој тренд. Тоа станува помодарство исто како кај нас. И кај нас стануваат чипсовите помодарство, стануваат големите сендвичи помодарство и така натаму. И луѓето почињат. Не е зло ако и вие тоа го направите еднаш. Ама проблем е што они не се осеќаат, не ги чувствуваат последиците. Морам да признам, Мики, едукација. Не знам, не сум паметен. Ја бев у тоа и дојдов до 130 килограми, дојдов до инфаркт и тогаш се свестив. А не бев неинформиран, не бев неедуциран. Така е. Ама те понесу урбаниот начин на живење. Па тоа е. Од сабајле стануваш под стрес да стигнеш да ги завршиш сите обврски, да стигнеш на работа. И сега истиот живот го водам, ама све ми е изменето. Значи сум можел пред 10 години, не сум сакал. Значи како таа мотивација дека е возможно без леп, без пола кило леп, дека можеш да го поминеш денот. Апсолутно, да. Значи ние пред тоа изгледа, значи докторите, посебно кардиолозите имаат една кованица кај луѓе што ќе преживеат инфарктот, вика си добил шанса што многу мина не ја добиле, нели? И сега на тебе е да одлучиш. Многу незгодна работа се случува во светот и во трендот од област на нутриционизма, што многу, ајде не кажам дали се квази нутриционисти, дали се лекари, не знам од која професија, фрлија големо црнило на јаглените хидрати. Значи, еден организам не може да функционира без јаглени хидрати. Меѓутоа, треба да се објаснат кои јаглени хидрати, кој вид на исхрана е потребно. Или да фрлиме ние само, да кажеме, не чинат масите. Ние треба точно да кажем дека трансмастите не чинат, заситените маси не чинат. Тие стварат проблеми. Али вие не можете да кажете маслиновото масло дека не чини, путеро дека не чини тоа. И тоа треба да се има количина. Масната риба и така. Таа е здрава. Значи има многу работи кои треба да се објаснуваат полека на луѓето да го разберат тоа. Значи не е идејата ние се да им натураме па они да бидат во некоја се заблуда, па разни видови на тоа е, значи од 70-та година биле 45%, во 2020 се рачуна дека ќе бидат 74%. Што? Лакото, прекомерно здебелина. Овде е направено на возрастите. Од популација. Значи, неверојатни проблеми има таму. Значи, тоа, прво и основно, луѓе кои биле таму, значи, он има стек кој е 900 грама. Значи, стек 900 грама, кој може нормален да изеде толку 900 грама? Стек. Значи, тоа треба да биде, нели, ке нас во ресторан 250-300 грама и ке жуфама се најадов, нели? Оно 900 грама, 800 грама идат. Втора работа, нели, производството и препродукцијата на храна. Тоа си го компанија која имате она некоја прослава си ги видел количина на скара и алкохол колку може да се исконзумира, особено ако е гага. Ако е гага све може. Значи треба луѓето да се осетат. За многу работи нас ни требало доста време да се освестиме и така натаму. Као што е користење на мобилни телефони, прекомерно пијанство, користење на многу работи. Па сме се едуцирале, нели? Исто, нели, на почеток зборевме трендте во светот да сите имаат, сега имаме ние сите матични лекари, нели? Порано беше смешно, кога сакаш ке отидеш на лекар, па имаат сега сите матичен или семеен адвокат, па имаат стилист, па имаат нутриционист, па имаат сите персонален фитнес тренер. Тоа добро доаѓа кај нас, нели? Луѓето учат дека сами не можат. Зашто? Зашто им е потребно водство. Кај фитнес тренер тој секој ден ќе му се ало те чекам у 6, немој да ми касниш едно друго. Тој 15 до 6 дошол таму и тој ќе го измачува со некои вежби. Ефектот ако има тој ќе продолжи. Нема ништо лесно од една во друга преструктурирање, од една во друга лента, нели? Кога возите Драги мои, да ви кажам како го решив јас тој проблем, бидејќи Мики ме следи со години и он ми беше од огромна помош и он ми помогна да ги симнам тие 30 килограми, но морав да почнам да вежбам и покрај тоа. Ја го користам, не велосипедот, него дома вежбам на YouTube. Секој ден во 8 сабајле ми е ставено на компјутер, нуа аларм, хасфит, так, и тој избори и почне да тренира и ја станувам и почнувам да тренирам со него 30 минути секој ден. Околу 20 на вежби.
Значи, не можам си дозволам персонален тренер, но го имам на YouTube најдобриот персонален тренер што постои. Значи, имаш на YouTube такви програми. Го имаме ова Така, тука е пред мен. Да. Што со оваа статистика треба да покажеме? Катар Биобанк Annual Report. Што е ова? Значи, ова репорт што го извадиле во Катар, во Биобанк. Значи, што значи тоа? Дека 86% од популацијата во Катар има проблем со D-витамин. А D-витамин вие само на сонце да излезете ќе го добиете и така дале. Меѓутоа, има проблем. И сега, они што презимаат? Дека треба да се едуцираат луѓето и да им се даде. Нели изборевме за храната што е фортифицирана исхрана и така натаму, каде што се додаваат тие работи во самата исхрана. И луѓето ја конзумираат и ги надокнадуваат тие работи. Ја зборев дека Зашо збориме за Катар? Заради тоа што таму го извршили испитувањето, не мора да значи дека за Катар ето, они го извршили испитувањето. Можеме ли да претпоставиме дека е слична ситуацијата и кај нас? Па не баш. Не, заради тоа што е различно, затоа зборам епидемиолозите се бават со таа работа и точно ги вршат испитувањето и точно знаат каде што фали. А зашо ова го збориме? Ова го збориме како за принципи како се пристапува кон проблем. Апсолутно. Повели. Значи сакам да кажам кој како, значи он ти вика знае зашо ние вршевме испитување и додовме до сознание дека 83% од луѓето имаат многу слаби телесни вежби, не прават телесни вежби. Зашто телесната вежба ние кажавме повторно, ќе повториме, дека чистењето на организмот иде на 4 начина кај мажите, на 5 кај жените. Преку дишењето. Тоа е земја каде што е многу сонце, многу жешко, таму вежбање малку потешко ќе иде, а сите се кријат од сонце, па на толку сонце недостаток од витамин Д. Ние не знаеме, можеби Катар вршили испитување во други земји едно друго, заради тоа што како институт, можеби во Катар. Меѓутоа сегде е проблемот. Зашто? Заради тоа што со вежби, зашто они ќе влезат таму па климатизирани се сите услови, кога може во Дубај да направат скијалиште летно време или било когаш, да со ски да се скијат, значи може тоа да го направат. Идејата е да луѓето го сватат. Едни најнови испитувања кажуваат дека 7 минути во денот ви се доволно да организмот биде на едно завидно ниво. 7 минути вежбање секојдневно. Кардио? Кардио, да. И тоа ви ги кажува вежбите. Тоа се благи поскокнување, размавтување со рацете, вртање, истегнување и така на 7 минути. И сега во денот кој ќе опрашта некој, имате 7 минути? Нели тоа е пушење на една цигара отприлика, така? И он ги како немам. И никој не го практикува. Или збориме за медитацијата во Јапон и така натаму. Ја не го кажам тоа како медитација. Тоа треба да се смири. Духот и телото. Сме имале еден тежок ден, треба да се затвориме и половина час да бидеме во една просторија каде што сами на себе ќе се посветиме, ќе ги средиме мислите, ќе се опуштиме. Порано излетите што се правеле. Контакти ние сега со земјата немаме. Земјата ни е најдобар пријател. Вие кога ќе седнете на една полјанка, земјата сама ќе извлече онаа енергија што имате таму. Тоа се бави квантната медицина и доста далеко се стигнати. И они сега имаат падови кои се направени, кои ги употребуваат тие Шуманови бранови, каде што се врши нивелација на организмот. Заради тоа што нашиот организам со земјината кора испушта некоја работи на некоја си фреквенција која е измерена дека се движи од 8,43 до 11. И сега нас тоа ни е потребно. Некој ќе губиме, нели ќе искочиме надвор кога сме под стрес и така натаму. Некој мораме да имаме начин како тоа да го изнивелираме. Своевремено и Никола Тесла поставил теорија до која се држи квантната медицина, дека секој нешто што вибрира испушта фреквенција. Тоа станува збори за органите. Нашите органи испуштаат фреквенција и кога некој испуштува фреквенција, јас викам можам да ја контролирам фреквенцијата и да ги вратам. Тоа и го прават органите меѓусебно. Значи, целиот разговор збориме за прекумерна тежина и недостаток на вежбање и како причина за зголемената тежина. Значи, прво што треба да направиме, добро да се едуцираме. Сите да си го разбереме својот организам. Значи, наутро кога ќе станеме, значи, логички да ги сватиме работи, не да биде некој, не знам, препаметен и така натаму, само да ги постави како што треба работиме. По логика на нештата. Стануваме сабеле, ние сме дехидрирани. За да ги заврши метаболичките функции организмот наш трошел енергија и течности. Ние сабеле мораме да ги надокнадиме на некој начин. Ако почнеме, значи со начин на исхрана да останеме со начин. Ако идеме со ја не можам да те следам, ако идеме со статистика на значи идеме со статистиката. Статистика продолжувам. Добро, повели. Сега. Значи имаме ние тука, сега да видиме сега тука. Еве како се пресметува ова. Тука овде имаше за индокина,
каде што кажува дека во Малезија има 44,2%. Ај, не го спомнувај, значи... Тоа е далек исток, слушај, нели? Да. Вака да те замолам. За атер на гледачите, Така. бидејќи, знаеш како, почнуваат да зеваат и да се чешат добро. на безобразни места, не им е гајле кога ќе чујат некоја земја. Добро, значи за Бидејќи- нашите земји да дискутираме. Значи, за жал, ние мислиме македонците дека сме центар на универзумот Така. и ако супер, не ќе се збориме за однесува Македонија. на нас, За Македонија ќе збориме. Така ако не се најдобро, да. однесува само за нас, тоа не важи, не постои тој проблем. Ако има аутизам, ми збори за аутизам у Данска, овде не постои. Добро. Значи, Дискутираме за Македонија. не, збори ги статистиките, не ги кажуј кои земји се и како. Аха, добро. Ти текнува? Добро. Кажи ми ја таа статистика што ја почна, продолжи ја. Не кажувај што е и каде. Значи, бидејќи генерално се збори за популација на Не, земјава. овде има, значи, на планетава. од 1 до 17 години, каде што вика социјално-економските услови кај одредена популација во одредена регија на светот, заради тоа што пред све економските услови не им дозволуваат, они се фаќат за најевтините производи да бидат дел од нивната исхрана. Најевтин производ секогаш е лебот, нели? И со лебот ќе донесе уште нешто, уз лебот што му е поевтино, дали ќе биде тоа некоја си чорба и така натам со повеќе брашно за да има густина, и тоа е неговата дневна исхрана. И тука имаме Леп проблем. со леп со леп. Со леп. Кај нас во Македонија, според податоците, имаме доста низок процент на дебелина. И тоа ќе го објаснам зашто, бидејќи во Македонија ефтин е зеленчукот, луѓето живеат во рурални предели, не во урбани, и сватиле дека ќе си насадат, ќе си земат, ќе си каснат, и поевтино од економски аспект и поздраво. Втората работа, полека луѓето се освестуваат, бидејќи сваќаат дека начинот на кој што тргнале, дали е тоа родителите, бидејќи не воделе внимание, нели? Од икс причини. Немале телесни вежби, немале движење, немале доволно храна, преадување. Сите тие помалце. Порано едно време беше тренд да луѓето пијат енормни количини на кафе, пушат енормни количини на цигари и така натаму. Сега тоа, бидејќи све тоа, нели, збориме за едукација, тоа се намало и луѓето што се популациите после нив сваќаат дека таа работа не треба да ја прават и веќе ги отрнуваат лошите работи. Уште еднаш би сакал да нагласам, чистењето на луѓето не го кажавме, почистувањето на организмот ви доаѓа преку дишењето, преку потењето, преку изметот и преку мокрачата. Кај жените и преку циклусот. Значи, тоа се начин. Ние треба да го стимулираме организмот нон-стоп тоа да го прави, нели? И нас и кони е топло, за да се олади организмот, испушта преку нашите пори. А кај нас е фобија. Ти жена да се испоти, тоа е хорор. Па ако не пие доволно течности, да, иначе ако не пие... само тоа, него, како да ти кажам, не, погрешно ме разбира. Значи, незамисливо име кога ќе почувствуваат дека имаат течност на површината на кожата. А тоа е нешто можеби и најдобро што може да се случи, но во урбаното начин на живот тоа е незамисливо, недозволиво. Тоа е паника, тогаш ги фаќа, почнува ладење, криење и така натаму и така натаму. Ама затоа не штедат пари за конзумирање на додатоци кои треба да ти направат, не знам, или овие некои бабски леко измислени... Да добиеш подобра кожа, погладка кожа, пофино... Детоксификација, земи го овој лек за 3 дена, ќе си прочистиш смешки. Така. Може би има некој стимулативно средство кој ќе го направи тоа, меѓутоа дискутираме за нешто што ќе биде органско и што ќе биде корисно за организмот. Јас и кога ги испитував решито и кордицепсот, дојдов до сознание дека немаат нус појави. Буквално не. Единствено може да се јави кога луѓето земаат антикоагуланти и не сме заедно. Другото све е супер. Значи, решито и кордицепс и имаат многу голема потенција. Тоа е најдоброто кај нив. Енергија дава. Некои состојби кои луѓето и сами не ги испратат. Не те изфрла од кетоза, не те изфрла... Не содржат шекери. Не содржат висока концентрација на јаглени хидрати и на калории. Да, и супер, значи секој тоа може да го зима без никакви проблеми. Од каде е таа енергија ако не е од калориите? Значи, не. Дискутираме вака. Значи, ние калории секојдневно мораме да земаме. Затоа дискутираме за јаглените хидрати, за мастите, за шекерите што треба да ги земеме. Меѓутоа, ние мораме да имаме баланс.
Значи, еден здрав организам дневно си троши 2500 калории, па макар вие цел ден во кревет седели или во некоја си удобна фотелја. Значи, нема дискусија дека нас не се потребни повеќе. Кај нас едукацијата треба да биде во избалансираната исхрана и во влезот, ако дневно, ако вие сте физички работник или умствено трошите многу енергија, ви се потребни може 3, 4, 5, 6.000 калории дневно. Значи, тоа е колку енергија ви ќе потрошите. Ајде, да идеме практично. Муабетов до сега беше вака прилично флоутинг. Како човек да знае колку калории дневно му треба? Дали постои некој просек? Дете од до 7 години толку му треба, до 12 толку му треба, машко, женско, отприлика некако. Како да одредиме колку калории мене ми се потребни во денот? Значи, за секој нутриционист најтешка работа е да одреди колку калории се потребно глобално. Значи, за секого се изготвува индивидуална програма. Може да генерализираме ако знаеме дека сите луѓе што учествуваат во тоа испитување се рудари. И вие можете така да кажете повеќе ли, заради тоа што има рудар кој има 140 кг, има рудар кој има и 70 кг, нели? И морате баланс да направите тука, али генерално во потрошувачката се до негде блиску. Втора работа, здравствената состојба каква е, кондицијата до кој ниво му е, каков му е метаболизмот. Нели дискутиравме минатиот пат за вагата која ги мери тие метаболички години. Тие метаболички години ви одредуваат во каква енергија си. И така се пресметува. Во принцип, за деца до 15 години не треба диета. Треба режим на исхрана. Не можете, заради тоа што тој организам се надградува, се формира, тоа дете расте и така натаму. Вие треба само да му направите точно пропишан режим на исхрана како да се исхранува. Не да му забраните тој него точно во калориите. Значи, ако он тој не зима, да кажем, било кое дете, енормна количина на чипсови, енормна количина на пецива, енормни количини на чоколади и сладки и така натаму, вие супер ќе го контролирате него. Да му направите кој оброк ќе му биде со овошје, не е грев и една чоколада да изеде. Али ќе гледате да биде чоколадото повеќе. Што велат тебе овие школскиве нутриционисти државни, колку калории просечно на едно просечно дете му се потребни? Значи едно просечно дете, отприлика некој. Значи, ајде ќе збориме, значи до 7 годишна возраст тие се бали деца, тие се 2.5-3.000 калории. После имате 2.5-3.000 калории. Од 2.5 до 3.000 калории дневно троши дете до 7 години. И со просечни активности. Ако тоа дете веќе има некои спортски активности, веќе му се потребни повеќе. Значи све зависи од тоа што. Готово. Да не се објаснуваме у деталиот и крај нема. Значи одиме некој за спортистите, така, нели за спортистите, ако има активност и спортистите сами треба да имаат циклуси. Значи ако еден се спрема посебно за надпревари, како што е сега светското првенство, вие не можете за светско првенство се спремите еден месец. Вас ви треба да имате циклус на исхрана. Една година пред тоа 9 месеци, 6 месеци, 3 месеци, 2, апсолутно. Посебно во деновите кога ќе имате, заради тоа што ви доаѓа до нарушување малце на метаболизмот. Сега доаѓа тој од Бразил, временски зони различни, доаѓа во Русија. Во Русија знаете дека има 11 зони веќе временски. Не е тоа исто, значи вие исто не реагирате. Кафе не смеат да пијат бидејќи се контраиндицира за допинг. Да, не знам дали знаете. Апсолутно, дури кафетин не смеат да пијат ако докторот не наведе поинаку бидејќи на допинг контролата исто ќе јави како стимуланс. Значи просечен човек, да речеме, што има 8 часовно работно време, да речеме просечно во канцеларија, компјутери и така натаму. Има една равенка за тоа. Значи, тоа се кој ја изработува и колку е на пример? Сега не може Хенрик Бенедикова равенка има. Хеле Бенедикова равенка. Хенрик? Пардон, Харисон Бенедикова равенка. Сега ме збунете малце. Извини. Харисон Бенедикова равенка, каде што точно има неколку категории, каде што точно се додаваат коефициентите. Извадена е статистика за просечна потреба на калории и се додаваат коефициенти на крај. Ако имате вие седечка работа, додавате коефициент 1,2. Ако имате блага физичка работа, додавате коефициент 1,6. Ако имате рударска, 2,0 ќе додадете. Колку е просекот за нормално активен возрастен човек? Негде околу 3.000-4.000 калории. 3.000-4.000 калории. Ова збориме да ги потроши, да не ги наталожи. Така е. Така е. Така е. Значи збориме толку си внесол
и толку се да согори. изнесеш, да, и да биде супер. Значи, бидејќи под 4. да. И кај мажи и кај жени е тука колку е разликата? Па има се разликува до 500 калории кај мажите и жените. Мажот поише троши, да. Да. Мажот троши повеќе бидејќи и посилен и мускули повеќе и така натаму. Ова до кое годиште е кај работоспособен маж, на пример 3.500 до 4.000 Значи калории? тоа доаѓа сите статистики што се прават за мажи до 44. После 40-та година веќе до 40 години. Така до 40 години. После 40 идете година до 45-та, па после идете до 50, али нагло опаѓа од 50-та година веќе се менуваат тие работи заради тоа што метаболизмот малце се успорува, луѓето имат малце потреба помалце калории да внесуваат за да можат заради тоа што и они самите активности на човекот, нели? Веќе се намалени. Се намали, вие знаете во минатото луѓето на 50 години, вие веќе знаете професионалните војници, полицајци на 50-51 година водат во пензија, така натаму. Добро, значи веќе 45 и како се намалува количината тогаш за 500 на 45? Па не за 500 или на 200, 300 калории, па 500, зависи сето тоа во каква фаза ќе биде. Има некои луѓе кои на 40-50 исто како можат јако да притиснат и да потршат повеќе. Значи сите тие работи се индивидуални од еден до друг човек. И ова збориме, значи, за избалансирана исхрана, да. која внесувањето ќе го согори во некаков просек, а да не ни создаде дебелина. Апсолутно. Секое надминување на внесување калории, без оглед, дали има врска со тоа, еве, например, некој се занел у здрава храна и конзумира здрава храна. Не знам, јајца, не знам ова, не знам она, а сепак качува. Зошто? Затоа што севкупно му доаѓаат калории. Така. Но има една интересна работа со вашата колешка од Природимет, овде кај разговаравме и прошлиот пат, дека има храна, таа балансирана храна е многу битно, но има храна која буквално ти троши повеќе калории за да ја согори, да ја обработи од што ќе излече од неа. Так, и тоа е храна која можеш да ја земеш во неограничени количини, како што е краставица, брокула и така натаму и така натаму. Која е најопасната храна која највеќе дава калории, а скоро не се обработува? Дали е тоа шеќерот? Едно е од тие шеќерот. Едно. А другите се исто и јаглените хидрати. Другите се... Чекај, шеќер и јаглени хидрати треба да правам разлика? Па да, треба да се прави разлика, бидејќи после тие се претвараат во шеќер и се таложат во депоата. Значи, организмот кој преработува храната, он секогаш има мала залика. Значи, вие организмот никош не можете да го изненадите, нели? Добро. Заради тоа што организмот, како една совршена креација, значи, тој секогаш размислува многу понапред, сваќајќи го вашиот ритм на живење. Значи, тој знае... Ја ова го знам за витамини. Така. Нели, ако сакаш зимоска да си здрав, така, витамин С сега треба да таложиш. Така е, за да има депоа на С витамин, и тоа е да организмот биде во една витална форма. Кога вашиот организам ви прави скрининг, а се прави секојдневно, тој точно ги знае вашите потреби. Значи, какви се вашите потреби дневни, какви се вашите потребни неделни, какви се вашите потреби месечни. И тој така се регулира. И затоа луѓето, ако престанете вие одеднашка да внесувате во ритам храна, организмот влегува во таа алфа состојба, вие тогаш имате огромен проблем. Ви се успорува метаболизмот, се чувствувате лошо, не можете да функционирате, а сами не знаете што е како. Или ако внесувате еднолична храна или храна која изобилува со премногу шеќери, со премногу јаглени хидрати и така натаму. Шеќерите кои ни доаѓаат од овошите и општо шеќерите нас не се потребни за да можеме да се подигнеме. Но од каде е најдобро да ги влечеме шеќерите? Од органските производи, тоест од овошјето, колку може повеќе, бидејќи тоа се фруктозен шеќер кој како имаме потреба ние да ги имаме. Зашто тука ни доаѓа силата. Ако и збориме за јаглените хидрати, најдобро е преку интегралните житарки да ги земаме. А зашто тогаш протеините се толку битни кога организмот функционира на јаглени хидрати? Да, али протеинот го ствара мускулот и контрастот на мускулот. Вие у принцип кога ќе отидат да вежбат некој, тој у принцип ги оштетува мускулите. А протеинот е тој што ги залечува мускулите и дава големина. Кратко и јасно објаснато.
нели иде тој вежба, ги Значи, да оштетува, можеме да функционираме како луѓе, потребни ни се е протеини, зашто тој не одржува, тој го дава тонусот на мускул, тој дава. Зошто се тогаш потребни мастите? Мастите исто ни се потребни за да можеме функционираме, зашто без масти ние у принцип ако соодносот го нарушиме помеѓу масти, протеини и јаглени хидрати, ние тогаш имаме проблем, а камоли останатите работи. Значи од мастите ние влечеме и минерали, влечеме и витамини и така натаму. Затоа ние ги дефинираме кои масти треба да ги земаме. Не сите, трансмастите ни стварат проблеми. А останатите ни дават да организмот може правилно да функционира. Еве на пример, човечкиот организам целулозата не ја преработува. Не ја преработува зашто меѓутоа како една совршена креација е створен да целулозата биде како средство кое ќе ја бутка храната во пробавниот трак, во дигестивниот трак. И ние ако немаме целулоза, ќе не можеме да вршиме исфрлање на токсините од организмот. Дали сме ние, има една сега тренд на вегани, која влегува која влегува во мене не ми се допаѓа бидејќи влегува во религиозен аспект, каде што, нели, како нутриционисти. Што ќе се согласиме? Дали човекот исклучиво треба да конзумира веганска храна или човекот се што јад, значи треба да има избалансирана храна на месо, протеини и овошје и зеленчук. Така. Не знам, прашувам. Значи во една прилика и кога Петар му се обратил на Исус и го прашал: добро, сега ни ги смени ти Божјите закони, сега ни кажа што, само не ни кажа што да јадеме. Тој кажа: све што ви дадов јас на земјата е покорено под вас и треба да го конзумирате. Значи, затоа е направена таа избалансирана исхрана, ние да имаме и точно одредени протеини, и точно одредени витамини. Поголем проблем може да се јавува околу производството на месото и месните преработки. Посебно околу месото, нели? Кога се чува крупното говедско грозе, додатоци, хормони, тоа е она страшното. Али вие ако во домашни услови чувате тоа или имате услови, кај нас се уште постојат квалитетни услови, нели, за чување на добиток, заради тоа што имаме се уште пасишта, се уште имаме има мал дел кај што имаме и концентрирана храна, меѓутоа во Европа и во Америка, во светот, каде што тоа го прават, каде што се тоа мокни индустрии за производство на храна, тие веќе мора стимуланси да дават на организмот како билдерите за да направи месо, ако е за месо. Мора да дава стимул ако е за млеко, ако е млечна кравата, нели? Мора да дава повеќе. Тој ако му дава 8 кила млеко, тој економската исплатливост ја нема. Затоа тие ги дават тие стимули и после имаме проблеми со млеко и млечни производи, посебно имаме со месото, па содржало внатре стероиди, па содржало едно друго, се со цел да се зголеми. Вака, азијатите не конзумираат млечни производи. Добро. Млечните производи се можеби најпоследно што еволутивно ние сме почнале да го конзумираме. И немаме потреба. И немаме потреба. Нели? Велат дека со млеко дете треба да заврши кој ќе се симне од цицка. И понатаму... Одлична констатација. Така ли? Апсолутно. Велат дека податоци на Обединетите нации, кога иделе на гладните во Африка и им давале млеко во прав за да ги спасат, само побрзо умирале. Затоа што, вика, кај е изгладнет, вика, кај нема енергија, не може да го преработи млекото, вика, во својот организам. А кај нас имаме дека млеко мора до не знам ова, до не знам она. Значи, постои еден тренд кој гледам заради индустрија и заради некои навики, млекото да се исфрли од употреба. Дали е тоа добро? Што вие имате како заклучок? Сега знам мораш да бидеш многу внимателен да не се замериш. Не, јас го кажам тоа доста пати едно друго, барам логика во све, нели? И кога ќе ги прочитате информациите, например, кравата треба да се оплоди од бик, нели? Сега вештачки се оплодува со замрзнати сперми. Тоа е едниот начин на кој се ствара иритација кај вако. Се одзима телето веднаш. Лоши слики ми создаваш од глава, ама за друго муабет правиме, добро? Што ти е поентата? Само да кажам, кога кравата ќе се отели, нели, телето веднаш се зима.
не состава до храна. И самата крава ствара едни хормон на стрес, нели? Тој хормон иде во млекото и како и сите останати во жлезите што лачат. И вие добивате тебе. За да таа крава не се носи на пасишта, заради тоа што таа ако оди на пасишта или ако цица телето, нема да има доволно млеко. Таа се става стимул, добива инекции, добива антибиотици и вие пиете некако си напиток кој е богат со стероиди, богат е со антибиотици. На страна додатоците. Млеко ни треба ли во исхраната? Не ни треба бидејќи Дали на децата им треба млеко? Не им треба млеко. Ниедно дете нема потреба од млеко, кога ќе заврши, како што кажате, со доење. И сега едукацијата што го направи тоа. Саат и 10 збориме, дека е подобро млекото од бадемото млеко сега почна да го конзумирате. Значи, сега кој ќе се вратиме, те молам Мики, кој ќе се вратиме, што треба да конзумираме точно, се размуабетивме на големо, мораме да направам пауза. Ваш. Одиме режија. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хунзите, немистериозните луѓе на планетава, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, храната на хималајските богови, хунза масло од семки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Побарајте го во најблиските аптеки. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Џорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Македонска алијанса му дава целосна поддршка на председателот Ѓорѓе Иванов да обстои до крај во одбраната на Уставот, Уставното име Република Македонија и македонскиот национален идентитет. Така мора да се однесува секој председател на Републиката кој положил заклетва дека ќе ги штити највисоките национални интереси. Тој има должност да ја заштити татковината и народот од немакедонската влада, која со својот кукавичлук не стави во состојба на подчинетост од друга држава. Заев Димитров, Шекерински и Џафери, кои на Иванов му се закануваат со политичка и кривична одговорност за наводно кочење на ЕУ и НАТО перспективите на татковината, им порачуваме внимателно да го следат развојот на политичките околности кај нашиот јужен сосед. Панос Каменос, од кого зависи обстанокот на актуелната грчка влада, порача ако договорот Заев Ципрас не биде ратификуван во постапката која обврзува на мнозинство од 180 грчки пратеници, тогаш грчкиот народ мора да одлучи преку избори или референдум. И тој и идниот грчки премиер Киријакос Мицотакис упорно повторуваат дека договорот е лош, дека не го прифаќаат и дека ќе сторат се да го блокираат.
ниту прифаќаат терминот Македонија да биде дел од решението, ниту го признаваат македонскиот идентитет. Кога во овој контекст се става и условената и одложена за јуни 2019 година препорака за почеток на преговорите со Европската Унија, а во меѓувреме следат нови избори за Европскиот парламент, каде не се знае кој ќе го има мнозинството и кои ќе бидат новите еврокомесари, тогаш како може не македонската влада уште да го лаже македонскиот народ дека евроатлантските интеграции се завршена работа благодарение на нивното велепредавство. Не за референдум. Македонскиот народ бара оставка од предавничката влада. ЕСАПот на Заев, Димитров и Шекеринска не им излегува на пазар. Арно ама, пустите уценети се и немаат избор. Мораат да тераат до крај. За нив не постои ниту устав, ниту закон. Само борба за гола власт и обстанок. Принудени се да се обидат да го истуркаат нивното велепредавство со фалсификување на волјата на македонскиот народ. Ама не им поминува. Македонскиот народ го одби нивниот кукавички чин. Сега не сака квази референдум, туку нивна оставка и предвремени парламентарни избори на кои ќе ги казни изродите. Парламентарните партии нека не си го губат времето за референдумот. Нека предложат измени на изборното законодавство, воведување на една изборна единица со отворени листи, формирање на техничка влада која ќе ги спроведува изборите на чие чело ќе застане македонец од диаспората, кој не бил претходно дел од штетните политички пазари за татковината. На фери демократски предвремени парламентарни избори, македонскиот народ ќе им го покаже местото на предавниците, се наведува во писмената реакција на председателот на Македонска алијанса Ѓорѓе Ѓорџ Атанасовски за ставот на Панос Каменос. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓе Ѓорџ Атанасовски. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското Сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи, безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Од недопрените хималајски височини, од малото крал. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме.
најглавниот дел од разговорот што доаѓаме сега. Добро. Ќе се прилагодам ја на камерата. Искачам од кадар, малце сум пораснал меѓу време. Се работи за тоа, зборевме за некои работи, можам да заклучам дека е вистинско море, дури и ја што сметам дека сум навлезен, тешко ми е ова. Искрено да ти кажам. И кога кажувате едукација, овој процес мора да се поедностави. Значи, ако ние со сати вака ги објаснуваме деталите и така натаму, луѓево тешко. Но, ние мора да идеме практично. Практично, мислам дека целиот разговор во 2 реченици кажавме многу повеќе од што целиот разговор. Прво за млекото. Значи, не само за децата, туку и за сите нас. И за возрастите. И за возрастите. Дека млекото е штетно за здравието. И ова е една од најхрабрите, бидејќи многумина не се осмелуваа вакво нешто да кажат. Што се случува со конзумирање на млеко? Дали е прво вело дека негдека до 3-4 години постојат ензими кои можат да го сварат млекото. Што потоа се случува со организмот и што прави млекото тогаш на организмот? Зошто не е добро? Значи, ние дискутираме во текот на целата емисија дека постои една индустрија која форсира одредени производи. Као што беше и со Кока-Кола, така беше и со одредени производи од исхраната, Big Mac, McDonald's, така натам. Тоа не значи дека тој здрав као на времето што беа рекламирани цигарите, сега престана заради тоа што им забранија, нели? Меѓутоа луѓето си продолжуваат. Така и со млекото, големи количини на течност која можеше да се продава после Втората светска војна. И се направи една филозофија, дај што да дадеме, содржи некој си млечен протеин, содржи ово, меѓутоа, тоа млеко тогаш и сега нема врска. Тогаш немало индустрија, кравите паселе, па може би и бил некако се... Нема потреба организмот од млеко, бидејќи млекото, сега индустриското, се пастеризира. Со пастеризацијата наводно калциумот што треба организмот да го абсорбира, ќе дошло на такво ниво да ние може да конзумираме. Меѓутоа, се уништува односот помеѓу калциумот и магнезиумот, што го дискутиравме, нели? Не сме го дискутирале. Извинете. Минатата емисија, не началната. Добро. Значи односот зборам вечерва. Да, не постои ништо пред. Да, значи магнезиумот во сооднос на калциумот треба да биде, тоест калциумот со магнезиумот 2:1, за да има баланс. Или да има 1:1. Тоа е најдобра варијанта. А млекото не содржи магнезиум. А млекото сега содржи 10:1 во организмот кој ќе земе. А магнезиумот е тој уствари кој го прави балансот во организмот кога има те калциумот. И сега што прави? И сега организмот мора да го троши својот калциум за да го прилагоди на онаа течност што вие конзумирате, што се нарекува млеко, нели? Не разбирам. Чекај. Значи, сооднос постои. Организмот треба да го троши својот калциум, рековте. Така е. Заради тоа што вие внесувате еден калциум преку млекото кој е во форма неупотреблива. Ама не го троши. И не го троши, да. И што се случува со толку калциум? А магнезиумот е тој што го ствара балансот помеѓу... Ве молам. Да. Значи велат дека децата растат, коските, забите и така натаму тој калциум. Што се случува со тој вишок калциум кај човечкиот организам, не кај децата, кај сите? Или се таложи, или ви ствара проблеми со тоа што тој калциум мора негде да заврши. У принцип магнезиумот е тој што го врши балансот во организмот за да биде исправен. Што се случува со тој калциум во организмот кога се таложи? Што станува? Ствара проблеми, се стварат депоа, нели? Што е тоа депоа? Значи кај што се јави вишокот. Дали ќе биде тоа на бубрегот, ќе ви се јави, дали ќе ви се јави на коски, дали ќе ви се јави во желудникот или ќе ви се јави во дигестивниот трак. Негде мора тој да се таложи ако не се исфрли. Затоа постои во организмот баланс. И затоа нема потреба од млеко и млечни производи. Ако некој е навлечен... Меѓутоа индустријата е премногу силна и нормално ќе има критики, вако, рака, доека луѓето стварно не го сватат тоа. Доста луѓе кои конзумирале млеко и кога престанале, тогаш сватиле дека навистина доаѓаат во една друга, се чувствуваат многу подобро, не се чувствуваат уморно, не се чувствуваат малакса. Дали истото важи и за млечни производи?
и за млечните производи, на жалост, да. Па вие кога го земете сирењето, тоа е полномасно сирење, содржи и масноти, содржи како млече. Калциум. Да, и сега можеби Калциумот ли е проблем во све е приказнава проблем. со млекото? Све е проблем. И пастеризацијата се уништува фортазе, најсилниот ензим што постои во млекото. Ако кажеме дека има со пастеризација, качувате на 75 степени млекото и го спуштате на 4 со цел да ги уништите микроорганизмите таму, што заштетните микроорганизми. Ви уништувате едно чудо други работи. Начинот на кој што се добива млеко, преработка, хомогенизацијата, нели тоа се во една инка се врти тоа млеко во еден миксер и така. Пак идеме малце абстрактно за гледачите. Значи, проблем се и јогурт, кисел, значи ќе морам вака. Јогурт. Помало зло се бидејќи содржат корисни бактерии со кои се добива. Зашо е помало зло? Кога се конзумира ова што е млечните ферменти, бидејќи во дигестивниот тракт бактериите со кои се закиселува млекото и јогуртот се користи за дигестивниот тракт. Ама тоа треба да го конзумирате ви еднаш неделно. Млечен фермент некој си, така. Збориме за кисело млеко, кисело млеко и за јогурт, така. Значи, тоа е, а ние го конзумираме повеќе пати во денот, во големи количини. И тоа не ствара проблем. И тоа создава проблеми. Так. Значи, главниот проблем е во таложење на калциумот. Сем што има тоа. Вие ако немате потреба нешто да го конзумирате, едно чудо проблеми ви се стварат. Ви се стварат масноти, ви се оштетуваат артериите, па после ви се ствара холестерол, бидејќи организмот сака да го заштити, да ги заштити артериите и одма холестерол лепи на нив како заштитото, ви како канџа го гребете. Па пак уште малку ќе го штете пуште еден тој и после висок ми е холестерол. Од тие работи кои ќе се ослободат, немат никакви проблеми. Јапанците многу малце млеко конзумираат. Они воопшто не конзумираат јогурт, овошен јогурт, јогурт, млечни сите што ги сврлиле тие производи само подобро здравје имаат. Значи, во Кина, во Јапонија, во Кореја млечни продукти скоро и да нема. Они имаме традиција на тоа и тешко ни е да се избориме со таа традиција, млеко и млечни производи. Ќе морам да те прашувам затоа што слободно. Дел по дел. Бидејќи не ги добивам сите одговори. Кашкавалот. Истото, значи тоа е вие кога ќе земете кашкавала него пише 45% масленост, нели? Или ќе земете кајмакот, тоа нели од озгора што се вади така натаму. Значи италијанците го прават најздравиот, ако е за така, тоа е оној пармезанот тврдиот, кој се ренда како зачин да се користи. Или како мирис да добиете ако не можете без тоа и така натаму. Значи има многу работи, значи во Индија на почетокот напомнавте, многу се посветува на зачините. Неверојатно многу придобивки во здравјето може да добиеме со зачини како што не обкружуваат. Као што е мајчина душица, као што е ориганото, као што е ренот, као што е ѓумбирот и така натаму. Значи тоа порано масовно и се садело и се користело, камилицата и така. Значи тие зачини можеме ние да ги употребуваме. Ми како чај, како додатоци во исхрана. Да не ги зборам сега за рузмаринот и така натаму. Значи едно чудо, биберот. Значи сите тие работи ние можеме да ги сега ние имаме, нели, од Индија ни доаѓа тие куркума и ни доаѓа едно чудо други зачини, меѓутоа и во нашето обкружение зачините кои ги имаме, порано, например, било незамисливо, барем кај нас, јас додека сум бил дете, мајка ми кој ќе направиле скара, обавезно со оригано ја зачинувала. Дали затоа што доаѓа од југот на нашата република, па таму повеќе зачини употребували така натаму. Значи супер било. Или кога ќе се направи јагнешко, да се направи со рузмарин, тоа било нешто неверојатно, нели? Па се додаде лук, кромит, лук. Тоа некои се најдобри работи што не обкружуваат. Тоа треба да се посветиме. Нашиот организам. Месото е супер за конзумирање. Мене ако ме прашате, добро, во ограничени количини. Не треба и со тоа да се претерува. Што е препораката на нутриционистите колку месо треба да се конзумира? Значи, најдобро е да го конзумирате не повеќе од 3 до 4 пати неделно. Затоа еден ден за главен оброк имате граф, еден ден ќе имате леќа, еден ден ќе имате банани. А месото 4 пати неделно. Значи, 4 пати неделно. Какво месо? Значи, треба да биде и тука. Значи, сега постојат со право одредени ставови дека пилешкото месо, бидејќи пилето многу брзо се доаѓа од 7 грама до 1 килограм,
И ние сите знаеме дека тоа месо веќе конзумацијата е полно со овие што се хормони и тоа не е здраво. Меѓутоа, ако вие пилето не го само што не е чувате... здраво, значи, ја морам да го кажам, дури и штетно, деца од 7 до 11 години, не зборам за женски ќе кажам подраматични работи од детска клиника кои ги имам познати и блиски таму, значи, кај машки, растење на гради. Значи, буквално, осмооделенец, значи, основец, хормонијата тоа права, така. Со големи гради, со женски гради. А кај девојчињата не само гради, туку неколку години предвремено циклус добива. А сето тоа покажува дека е пред се од пилешкото. И прво вика, што им забрануваме, тоа е многу интересно. Кај белодробни им викаат смоки, никако, пилешко, никако. Тоа вика прво кај децата да се исфрли од чипсови и сите останати работи кои содржат трансмасли. Една информација кратка, еден чипс што ќе се детето за еден оброк надокнадил сол за 3 дена. Кажете ми, да, и тоа му оптеретува бубрезите. Али да. Кажете ми сега... Доскоро беше со месото, почнавме да го завршиме да тоа. Го завршиме значи, со доскоро месото. беше Какво месо? критикувано, значи свинското месо искочи сега новите истражувања дека свинското е најдобро да се конзумира. Свинската мас повторно да се врати, да се готви, да се пржи со свинска мас. Значи тоа се оние добиози кои се јавувале, било потиснувано заради тоа што немала индустрија што произведува големи количини свинска има мас. многу практично, не сте информирани. Добро. Значи, ја објавив таа статија пред неколку месеци, ја преземав од Офнет. Значи, најголемите статии кои се против мастите се нарачани од индустријата на шеќери. Тоа добро. Значи, и стигматизацијата на сланината, на свинското месо доаѓа од индустријата на шеќери. Така што новото покажува дека умерена и ова што го велите 3 до 4 пати неделно конзумирање на месо е добро за организмот. Сега, дали и тука можеме, кога збориме за копнени животни, значи збориме за и црвено, и бифтек, и пилешко, така разнолико и тоа да биде? Да биде, меѓутоа пак би ставил малце да се води внимание, бидејќи говедското месо е најкритикувано со право. Нели рековме пилешкото, зашто? Говедското заради го дискутиравме тоа, заради сите оние стимули и со појавањето на она кравје лудило беше, бидејќи кравата не можеше да го издржи процесот на исхрана со животински протеини, све со цел да добие повеќе на маса, кој тоа говедо спремно за да дава месо да се зема од него. Ако треба да дава млеко, тогаш се дава стимули повеќе да лачи млеко. Меѓутоа имаше нели една акција која се викаше нулта толеранција, меѓутоа кога видоа дека многу кога збораме големи 300-400 фарми би требале во моментот во Белгија и во Холандија да бидат затворени, бидејќи не ги исполнуваат тие услови на зиро толеранс. Така да и тоа треба да бидете внимателни. Секој ќе се свртите, добро го почнавте, дека треба да се свртиме на кај рибата, што рибата се уште е добро и во обкружението имаме ние пастрамката изузетно добро, изобилува со протеини. Колку риба неделно можеме? Колку риба дневно можеме? Видите, немате потреба повеќе од 350 грама по оброк. Така да сосема доволно ви едно парче, затоа и се вика, нели, ресторански кажано, порцијаш. Една порција ви е сосема доволно да изедете. За денот. За денот. Дали тоа после ќе земете, па ќе земете краб, преспанскиот краб, значи луѓе кои се сладокусци, кои во Грција воопшто или во Италија не го конзумираат како дива риба, кога ќе пробат кработ кај нас, луѓето се фасцинирани од вкусот што го има крапот и од консистенцијата на месото. Значи страшна работа е тоа, нешто не пробале, вкусот е навистина необичен. Па можете да земете различна врста, скушата ја препорачуваат како масна риба, а ние имаме и во нашето обкружение тука доста добра риба која се увезува и по маркетите имате, дали тоа се народски кажа на ципура, лавра и така натаму, тоа се поголеми риби. Одлично, меѓутоа, апелирам, може и сладководна наша, бидејќи сега е во контролирани услови, тоа е исто добро.
Еве ние често одиме во Вруток, таму, значи, во изворот, тече изворот, се храни таа рибата со одредена Вие храна и идете, така натаму. ја овдека сепак зборам во име на луѓе кои Значи, кои треба таму се носат, таму се треба- и одгајувалиштата, за тоа кои ми беше треба да приказката. се симне во маркетот и што ќе најдат во маркетите, она што име. Значи, ја би бил практичен. А ова што го збориме, бара малце и посветеност. И доста нема збор. доста ефтина рибата. Вие Но рибата зборам имате од ова 250 до 300 денари тука за килограм. Дури и смрзната риба. Имате и смрзната, и свежа риба. Пастрамката ви е Така. толку, 300 денари ви е килограм. А вие во килограм може да имате 4 парчиња, за 300 Све денари ова да што го имате. наброивме, Добро. значи да одбегнуваме млечни производи, да одбегнуваме секој ден месо, предпоставувам месни преработки никако. Сувомеснати. Така е. Но содржат нитрити и тоа е лошо. Значи тоа е индустријата, се не би сакал никого да критикуваме така натаму. Меѓутоа не треба да бидете Дали многу им паметни. препорачувате на Интернетот тоа го луѓе? кажува. Да или не? Не. 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 Така, Нема кратко и дискусија. јасно, како Нема стручњак, дискусија, се. како што би му препорачале на собствено дете, ве Апсолутно, и прашувам. на себе. Но луѓе овдека ќе речат сега, за ја да се најадам, мене ова не ми е доволно. Ова што го збориме не е ни 1000 калории. Има. Како не? Има. Да, ама кај се тука уше 3000 калории. Има и имате тоа, да. Значи ние Со ги што ќе го дискутираме. надокнадам? Значи вие во својата исхрана ќе внесете и овошје, ќе внесете и зеленчук, ќе внесете и јаглени хидрати од интегралниот леп, нели? Нема да го изедете цел леп, меѓу ќе изедете 1-2 парчиња, 3 парчиња. Па ќе внесете путер. Путерот исто, ќе внесете маслинов зетин, ќе внесете патича, ќе внесете брокола, ќе направите една супа. Значи сите тие комбинации, па ќе земете грашок, па ќе земете морков, па значи има едно чудо работи кои ние на ова поднебе треба сме благодарни што ги имаме, што ни се достапни и не се многу скапи. Како би требало да изгледа на просечен човек, маж или жена, во Македонија, кои работат 8 часа, канцелариска работа, да речеме, или некоја по не премногу динамична во фабрика, некоја и така натаму не физички премногу захтевна или Значи, како би требало да им изгледа оброкот идеален и како е возможниот. Бидејќи, знаеш, стануваш са бајле, вие инсистирате наместо пиење вода и прво наместо јадење кафе, цигари и ово, оно, таму прво пиење вода. Ајде да објасниме на работен човек како практично може добро да се храни. А после ќе збориме како идеално треба да се храни. Значи, денот, кажа зашто треба, бидејќи стануваш, да не објаснуваме, тоа го објаснивме. Станавме, пиеме вода. Прво Чаша вода, две, да. чаша 2 вода. вода. Добро, потоа следува? После тоа, нели ги завршувате сите физиолошки, се миете и имате доручек. Значи, Појадок. Добро, што треба да содржи Сега, појадокот? зависи, значи, ако станете прво, значи, можете и да направите, ако брзате. Значи, имате овесни снеголки, можете со додаток кој сакате да го направите, кој сакате микс. Можете да си додајете суво грозјенце малце, можете да си додајете има и готови грешници, такви миксови. Значи, го сакате и сами, така, значи имате и само што се продава снеголки, па вие по ваша желба. Со вода Ама ќе го обично направите. тоа со млеко се прави или со Со вода јогурт? исто е одлично. Кога ќе го пробате со вода, ќе се чудите зашто цело време сте го земале со млеко. Поинаков и подобар е вкусот со вода. Верувајте ми. Ако имате време за појадок, можете да изедете едно парче интегрален леп, можете 2 јајца да изедете за доручек и Збориме парче варени, домат. збориме пржени Може или се едно? варени, можете да ги пржите, можете во вода да ги испржите и супер и тоа. Јас кој видов таа постапка, во врела вода ги ставате јајци исто како на зетин, искачат само што не се мрсне. Чекај. Да, исто зетинот, место зетин вода. И во вода ги ставате јајцата, исто ќе се испржат како што би се испржиле во зетин. Водата врие? Вријат, апсолутно. И само ќе ги ставите, ќе се напрете. Варени, исто можете. Чекај. Чекам. Кршам 2 јајца, И ги матам како и кајгана и во и ги вода. ставам во вода што Така, врие. Така е. И ги вадам, кајгана ми е. Апсолутно. И јајца на око може така и така натаму. Е така иска. Можам и со оваа да направам? Може секако. Ова е продимет, ова го јадам па сигурно пар пати протеинот, бидејќи
немам време за готвење. И мојата исхрана се разликува од фамилијата моја, они не се спремни за толку. И мене ми се потребни, најголем дел од ми е протеинската. И мене Продимет многу ми помогна у целата работа. У суштина ова е протеин само со различни вкусови. Така е. После тоа, значи, правиме да поминат, да кажам, 3 часа, 4 часа, 2,5 часа, не е битно, али не помалку од 2,5 часа до следниот оброк. Добро е помеѓу оброците да не се грицка ништо. Ништо. Значи, да оставиш 2 сати да го обработи тоа. Апсолутно. Да не го малтретираме и панкреасот, да не лачи ензими, да не лачи сокови. Организмот да има време за стабилизира. Значи, не кафиња со шекери и ова, она, вамо, само вода. Така е, вода. И тоа после 2 сати водата, сат и пол да кажеме, минимум. Откако ќе конзумирате, што веднаш вода ако се напиете, одма ќе ги растворите ензимите што ги лачи панкреасот. Нели ќе ви дојде надоеност. Вода после храната не треба, вода треба пред храна. Си рековме дека ќе се напиеме од сабајле вода. Земаме после, сме земале доручек да кажам 7 сат. После тоа, значи ќе 10 сат, земаме овош. Без разлика што ќе избереме. Сега има изобилие. Ова практично може секаде и на работа да го направиш. Затоа зборам дека може да се направи јаболка и така натаму. Тоа сме го конзумирале во 10 часа, така. Ни дошло време после, значи ручек 12. Па 1 сат веќе дошло ручек или 1,5 и така натаму, зависи какво ви е времето. Сега, може тоа дома да си направите сендвич. Можете да земете нешто што ви е при рака, а ако сте во голема гужва и тоа не можете да го направите, ставете си на работната маса бадем, ставете си орев, ставете си лешник, ставете си една. Доволно е дури една рака да го надминете тој глад. Заради тоа што кај нас има практика да се јаде негде кога ќе се вратат од работа. Веќе е тоа 4-5 сати така натаму. И тоа прегладнете. И прегладнете. Немој да го прегладнувате организмот. Најлошо работа. По мене е најдобро ако можете од дома барем 2 парчиња да имате подготвени интегрален леп. Дали е тоа намачкано, дали е... Значи, ова по филмовине што ни ги прават, тоа си идеш со канчето, тоа е најкоректно, меѓутоа, нели? Унутра јајценце, малце ова, малце она, малце туна, и во центарот на градот има, нели, можете салата, нели, на брзина тоа да го направите. Цезар салата или нешто, нели, каде што ќе имате. Или не мора дори сами искомбинирате си салата, домат или нешто. Значи, во секој случај, од оброк до оброк, 3 часа. 3 часа. Да. И после рековме 1,5-2, кога се вратите дома, веќе тоа вие збориме за 4-тиот оброк збориме, така? И на крај го имате 5-тиот оброк, тоа ви е вечерата, значи ако тоа го направите во 4 часот, во 7 часот ви е вечерата. И тука да заврши програмата. И тука завршува програмата. 7 или 8. Така. Ама еве ги луѓето седат, гледаат, јади бурек, ние збориме за јадењето и кажа жена дај запржи нешто и така на. Па ќе остане до еден, па гледа фудбал, па или пивцето. можете оние протеински барчиња во 1,5 кога вие да земете. Ама полни се со шекер. Некои имаат, некој е контролиран шекерот зашто се додава стеви или се додаваат оние дозволени шекери што се не изобилуваат. На Продимет се многу добри затоа што може да ги конзумираат и диабетичари. Апсолутно. И ако сакаш да контролираш тежина, тоа е прилично добро затоа што стварно е неизбалансирана. Бидејќи внимавај вака, у целова приказна ние овдека што збориме. Дојдовме до еден момент, ја го почувствувам тоа и можам да сведочам дека постои зависност од шеќер. И тоа многу сериозна зависност. Наркоманска зависност. Наркоманска зависност. Мојата диета, најтешкиот дел, не беше толку гладувањето, колку беше агонијата кога организмот после 10-15 години енормни количини на шеќери престана да ги добива и мораше да се мачи, да ги топи од целото. Значи, не можам да го опишам, единствено што можам моите пријатели што се симнувале од хероин. Таа зависност, не, стварно беше тоа. Значи, со Мики, се будев, се потам првите месец-два, јас се карав со твоите колеги, ти не знаеш, се тресев со нервоз. Зашто ова? Па не држи, па ваму, па таму, и така натаму. Секоја чест жената што ми истрпе тогаш. Така. Значи се ствара таа заради тоа што како гориво најмногу е потребен шеќерот. Вие одма добивате енергија, нели? Јас често пати ги советувам моите пријатели кои се бават со спорт, посебно од областа на џудото, каде што барат многу енергија. А џудото е спорт, витешки спорт,
каде што вие имате потреба од енергија максимална пред самиот настап, меѓутоа заради тоа што останува збор за тежински категории, вие секогаш морате да сте на онаа граница која ја посакувате. Ако сте во категорија до 90 кг, вие сакате да имате 89 кг и 800 грама или 900 грама, точно да бидете на граница. И вас, нели, често пати ќе бидете толку близко, па се плашите на мерењето, затоа навечер имате контролно мерење, дека другиот ден може да бидете 90 кг и 100 грама веќе во друга категорија и треба да внимавате на исхраната. А како да добиете енергија? Нормално, парчеле, се става за доручек путер, мед, одозгора ќе наросите малце што е интегрално чоколадо, ќе наросите црно чоколадо, сакам да кажам, имате енергија. А пред самиот настап, да кажам, 1 час или 40 минути може да сува грози или урми да земете, кај што веднаш ќе добиете сила. И тоа се покажа како доста истрена и проверена формула. Енергија добивате и вие за таму спремни што сакате напред, а не сте оптеретени. Многу е битно да не бидете оптеретени. Кажете ми, морам да признам дека колку повеќе во исхраната, дури еве кога не пазам на режим, за да си дозволам, например, некои стрволоци, кои не се добри. Сите, нели? Како? Не уништува тие стрволинки сите, која ги треба храбар да не земе, да. Ги поништувам со вежбање и со сирова исхрана. Добро. Колку можам, например, да си направам, да си дозволам, сум изел парче торта, и сега треба да го потрошам, значи едно парче торта, тоа е 700-800 калории, а 700-800 калории е до врв на водно и назад. Тоа сакам да кажам. Значи требате доста ангажман заради тоа што енергетска е таа вредност. Значи вие колку ќе внесете, значи често пати ме прашуваат клиентите дали треба да броиме калории? Дали да броиме, треба да не се обседнувате со тоа. Значи не треба тоа нас да не биде као да сме ние фанатици едно друго. Точно ќе се видите вие и по вагата и по организмот. Точно се знаеме ние кога ќе конзумираме некој производ и како што викате вие, јас едно парче торта земам едно друго и веќе си калкулирате. Вие имате 72 часа да го потрошите тоа. За толку организмот ќе го, ако не го потроши, ќе го складира. И вие другиот ден ќе го земете велосипедот, ќе поминете по стаза, ќе се подвижите малце и веќе сте дошли некој баланс. Ќе направите баланс со исхраната и немате проблеми. 3 до 4 килограми секојаш, 5 килограми секојаш се регулираат доста успешно и доста брзо. Немате проблем. Да не ме фаќа паника што качев 3 килограми? Никако. Меѓутоа треба да бидете свесни за тоа. Ние тоа сакаме да го пробудиме кај луѓето свесноста за тоа. Тоа свесност да не се опуштиш од ти со едукација, нели? Значи не може вие да се опуштате, нели? И во автомобилот дека кога повеќе конзумирам свежа исхрана, значи и зелено буквално да ми е пред очи, едноставно дури и во неограничени количини ми помага. Ми помага да дури и да слабеам иако конзумирам огромни количини. Да, секако организмот е прилагоден и створен. Зошто се случува тоа да, пример, јадам салата, зелена салата, брокула, краставици и тоа во огромни количини ги јадам, значи буквално седнувам филм да гледам и пуштате и цела марула и 2-3 краставици ќе ги изедам и така натаму. Но утредента јас се чувствувам лесен и немам грам качено. Да земам една кеса чипс, значи, кои се 50 грама, ја утредента сум 1 килограм погоре. Ми залепило течност, ово, зошто е тоа така? Бидејќи преработките, организмот наш како совршена креација, пак ќе повторам, е створен да ја преработува храната, посебно свежата храна. Секоја храна која ќе има додатни третмани, посебна индустриализација на храната, вие стварате проблеми. Пред све се додаваат енормни количини на шеќери, енормни количини на сол. Вие еден чипс кој ќе изедете, содржи многу сол, на вкус е супер, ви ги задоволува сетилата, меѓутоа тој ќе повлече со себе голема количина на течности. Таа течност останува во организмот, не можете да ја свалите и вие се дебелите. А спротивно на тоа, кој ќе конзумирате, да кажам, крставица, кој ќе конзумирате домат, кој ќе зелена салата, марула, значи организмот се освежува бидејќи таа содржи минерали, содржи витамини, содржи многу вода.
и вас организмот ви се хидрира. Кога имате еден хидриран организам, приметете ги луѓето од азијските земји каде што има голема влажност, нели? Нивната кожа е помека, погладка заради тоа што хидратацијата е главниот фактор на убава и чиста кожа. Исто и додатоците реши кордицепс кои ви дават кордицепсот енергија, а решито исто така ви помага да добиете да го подобрите имунолошкиот систем и да ги почнете да ги изфрлате токсините. Дали е тоа преку потењето, дали е тоа преку изметот, дали преку мокрачата, али тоа ние мораме стимул да добиеме. И содржат многу антиоксиданси, нели слободните радикали ги врзуваат од организмот. Дали е многу важно, со вашата колешка прошлиот пат зборевме, достапност на тие калории. Значи, колку, бидејќи организмот троши калории, за да дојде до калории. Така, при обработката на храна. Освен за рафиниран шеќер. Рафиниран шеќер не троши ништо, туку иде директно во крв. Чим го има вишок, се таложи во масти. Така, во масти имате проблеми. И после масните наслаги или депоата, би требале вие да ги потрошите. Значи, затоа свежата храна е најдобра за здравје и за слабење. Значи, свежа храна, во суштина е. Да. Сега не можете да претерувате во тоа. Не смеете. Значи, затоа цело време дискутираме ние за режимна исхрана и за избалансирана исхрана. Затоа што има едно цело, скоро религиозно движење кое вели веганско, свежа исхрана и така натаму, но... Да, меѓутоа, по свежа исхрана треба ние точно да дефинираме што е свежа исхрана. И во која количина ќе ја земете вие таа свежа исхрана. Не можете да претерувате, не можете фанатик да биете. Организмот све има потреба, нели? Заради тоа што имате потреба вие од протеини. Вас ви се кажу, например, луѓето што имат недостаток на железо, сем што е какаото добро, па копривата, па зелениот чај и ред други работи, број еден од животинско потекло ви е джигерот, телешкиот джигер. И сега, нели, треба да размени. Тој не треба да претерувате, нели, тој содржи исто масноти. Па не треба да претерувате. Значи, со ништо што се претерува, не можеме да излеземе на крај. Али се треба избалансирано да биде. И кога ќе направите баланс... Ги возбудевте моите урежија, кога спомнавте джигер, одма вака... Така да, во суштина е дискусија. И затоа секојдневно се вршат испитување... Како најдобро да ја утепаш гладта кога ќе те фати стрвост? Тие се тие кризи на грицкање, како да ги Еве се можеме да биде. Водата велиш. Водата ќе го напуни организмот. И зашто е добро, јас тоа кажувам, овесните снегулки. Тие набабруваат во организмот и даваат чувство на ситост. И долго време вие се чувствувате сит. Затоа си оние барчиња добри што ги спомнат, заради тоа што ќе го исконзумирате, содржи 19 овие барчиња што се од продимет барем, 18-19 грама протеини, содржат минерали, содржат витамини, ви дават енергија, има таму и додаток на црно чоколадо и вие се чувствувате фит, сте завршиле работа. Може ли човек да дојде да ви се обрати, да разговараш, да му препорачате? Еве, можеби не сака продимет да држи диета, но може ли да добие нутриционистички совет од вас? Еве, ние зборевме широко и така натаму, а на почеток рековте секој човек посебно му се прави, секој индивидуално. Мораме да издискутираме. Дали можете да им помогнете еве на таков начин, барем да му дадеш насоки, бидејќи луѓе некои се губат, некој хроно, некој свежа, некој веганска, некој оваква, некој протеинска, негде му успеало, негде не му успеало. Иако добра е констатацијата ваша, дека протеинската е најуспешна диета. Дани, ај ја да не се фала. Дани како изгледа у последно време, тоа е чудо едно. Така. Да, консултацијата ви е сосема добра. Ние во доктор Робинсон даваме консултации, даваме смерници како луѓето и кои комбинации да ги прават. Едно од главните проблеми, значи сите се нели писмени, седнуваат на интернет, читат, си разменуваат. Главната работа е водството. Значи, вие го водите човекот, го фаќате за рака и го водите во точниот смер. Кога ќе видите дека сам може да оди, го пуштате и му давате само совети од страна за како да се грижи, да живее здраво и да има избалансирана здрава храна. Вашето седиште е кај АМСМ, кај Автомотосојуз, да. Бившото Новус, сега стои Продимет. Продимет, иначе доктор Робинсон е фирмата. Доктор Робинсон, да, Продимет е холандската фирма за која имаме ние представништво. Значи, во било кое време и на Facebook страницата и на нашата
страна на доктор Робинсон, drrobinson.com.mk, тоа ни е и мејлот. Можете да се обратите, можете и на нашата веб страна доктор Робинсон или на reši.mk и така натаму. Имате безброј корисни информации, информациите и инструкциите не ги наплаќаме од луѓето, чисто сакаме да луѓето почнат да се едуцират, тоа беше и на почетокот спомнавме, идејата е на Провита Едо, нели, да добијат адекватна информација и насока луѓето. Истото тоа го правиме и во доктор Робинсон, бидејќи сваќаме дека луѓето сами не можат тоа да го направат и место нив ние сме им продолжена рака и ги пратиме сите новитети, точно ги усмеруваме. За вас е потребно тоа и тоа, за вас е потребно тоа и тоа, за вас е потребно. Ние нормално прво што ги прашуваме луѓето да не имат некакви здравствени проблеми. Кои се тие здравствени проблеми? Како можеме да ги надминеме и така натаму? Успешноста е 100%. Само треба мала мотивација кај луѓето и волја. Кога волјата ќе постои, сите работи се решаваат. Нема никаков проблем. Само малце волја. Ние сме секогаш спремни, ние секогаш сме на нивна страна и точно им давам информации. Дури по телефон ги се слушате, вечер се спремаме за веселба, јас што да правим, ние му кажувам, аха, добро, тоа и тоа ќе конзумирате, тоа и тоа нема да имате проблем. Нити некој ќе забележи дека вие така се однесувате на таа прослава, без разлика дали е тоа слава, дали е свадба и така натаму. Големи проблеми се кај нас, тоа се бремење, нели, ако вие не јадете ништо, 200 пати ќе прашате зашто не јадете, вака ќе земете точно определена. Па ќе кажеш веган сум, па ќе те испрега. Да, зашто? Па не јадам месо, а на ти пилешко. Да, пилешко, да, види така. Чим не јадеш месо, еве ти пилешко. Така да има многу работи кои што треба и пред све како што кажавме, добрата едукација луѓето сами ќе ја сватат после, па ќе ја пренесуваат од еден на друг. Кога вие добро се чувствувате и сами знаете колку пати вие сами сте кажете, слушате ви пријател, другар, роднина со зголемена телесна тежина, вие го патувате веќе. Ова треба да направите, ова треба да направите и луѓето што сакаат да ве послушаат, ефектите сами ги знаете. Малце треба истрајано шо и волја, ништо друго не треба. Ние сме тука да помогнеме. А сега па поготово затоа што малце подолга беше зимата, малце се здеве и нагло затопли. Сега треба купаки. И сега треба. Како има ли интерес кај жениве? Паника ли е малце за сликање, за искачање на плажа? Да. Види, не е паника кај оние што го сватиле тоа. Не ми ги збори тие што сватиле. Кажи ми... Али има паника, како нема паника, како да направам посебно пред свадба, пред матурски... Вистина ли е дека без гладување многу здраво кај вас може да се ослаби 12 килограми? Може. Значи, јас тоа надворно го тврдам и дека луѓето сите што го прифатиле нашиот речен за месец дена 4 апсолутно од 8 до 12 килограми. Значи, ако некој се запне доволно мотивиран за месец дена, во август месец на Facebook ќе постира слики... Слики ослабен 8 килограми минимум. Зависи што е како. Меѓутоа не е тоа идејата, нели? Идејата е долгорочно, да, ние после ќе го едуцираме како да ја одржи, така натаму. Тоа е супер, иначе гарантираме дека таа работа ќе биде како што треба. За среќа, луѓето се повешти во диета, одошто во Photoshop, така да нема да им се исплати. Така. Пошто им ги откриваме фотошопите, или кога се сликаат у вода само до тука, вака покрај, или детето го ставило пред него, знаеме дека криете информациите, или кога се сликате вака селфи со мобилниот од озгора, знаеме и она стегнат стомакот. Ти како викаше Керен во Вил и Грейс, која сретно и колешката, вика, седни и вика кафе, ау вика со задоволство би седел 2 сати да те гледам како го вовлекуваш стомакот, ама немам време. Така, навистина е тоа. Ние тоа сакаме да го направиме на еден едноставен начин со нашите совети и да луѓето може тоа да го прифати и да го одржат. Заради тоа што ништо не сме направиле ако ние дадеме некои си тешки задачи, премногу тешки, да не биде според социјално-економската состојба на луѓето што се и според обврските дневни што ги има. Значи ние гледаме тоа да го избалансираме, затоа ги прашуваме кои се нивните навики и правим мали корекции. Многу луѓе се изненадуваат со колку мали корекции они го постигнуваат резултатот. Ти благодарам за вечерашното учество во емисијата. Почитувани гледачи, ова беше се за вечерашното интервју. Се надевам дека многу брзо некој од колегите од Сдруженијето ќе биде повторно тука. И благодарам за сите овие обширни муабети околу исхраната. Доста време.
Благодарам за поканата, се надевам дека полезни беа информациите и ја ги охрабрувам сите кои имаат проблеми и здравствени проблеми и со телесната тежина да се обратат слободно во доктор Робинсон и да добијат корисни информации и да добијат режим на исхрана, начин на исхрана, да не кажеме диета, според своите потреби и според полот, според возраста и според кондиција што имаат. Сите се добродојдени и само напред ви треба многу малце и ќе си знаете колку малце ви е потребно за да ја постигнете саканата цел. Ви благодарам за поканата, се надевам дека ќе се видиме во наредниот период во некоја друга емисија со некои си подобри и поубави теми и новитети во областа на нутриционизмот. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.